Еколошките друштва од Тетово до општинските власти имаат предложено неколку мерки за заштита од аерозагадувањето, но досега немаат добиено никаков одговор, ниту пак на седниците на општинскиот совет, советниците не расправале за загадениот воздух. Отаму се надеваат дека локалната власт ќе прифата дел од нивните мерки. Првото барање беше да се забрани движењето на моторните возила на градот во наредните денови со ограничување на бесплатен јавен превоз од влезот на Тетово, како и во централната градска зона со одреден временски период. Тоа ќе зависи од самата општина кој временски период мисли дека е погоден на тоа да се направи. Со инспекцијските служби да наложи престанување на работа на големите индустријски загадувачи за одреден период. Битно да ја расчисти времената градска депонија. Невладините организации велат дека поддршката за активностите кои ги преземаат во поглед на намалување на аерозагадувањето, освен од институциите, изостанува и од населението. Претежно ние тие активности што ги правиме се за подигање на свеста на граѓаните, затоа што имавме протест, меѓутоа протестот беше проследен со само 200 граѓани, требаше да биде со поголем број на граѓани. Пред Нова година ја финиширавме акцијата поставување на новогодишна екоелка во градот, која што беше изработена од стари пластични шишиња. И таа првенствено имаше за цел подигнување на еколошката свест кај граѓаните, меѓутоа морам да нагласам дека таа беше уништена за 24 часа од страна на непознати сторители од Тетово. Стварно, населението треба да свати дека ова е сечив проблем, без разлика на националност, на религија. Со овој проблем сме засегнати сите и прв пат треба соединети да гледаме кон овој проблем, како да дојдеме до решение. Во Тетово последните податоци говорат дека во воздухот има 544 микрограми штетни PM честички, наспроти дозволените 50 микрограми на метар кубен. Врнежите од дожд последниве неколку дена не успеа да го прочистат загадениот воздух.